Понеделнички ве поздравуваме од една од најважните тврдини во нашава земја, Скопското кале. Дефинитивно оваа тврдина која што е изградена најпрвин во византиско време е многу ценета од населението. Се разбира, голема туристичка атракција, сите оние кои што го посетуваат главниот град доаѓаат да ја видат и Скопската тврдина, односно Скопското кале. Но веројатно надлежните и институциите и оние кои што треба да се грижат за оваа историска знаменитост, која што и тоа како значајна за македонската историја, веројатно недоволно го прават тоа, или со право може да кажеме дека воопшто не прават ништо за да го имаме калето такво какво што сме го имале. Но повеќе за оваа тема, ова утро ќе разговарам со архитектот Вангел Божиновски, кој што ќе ни каже за општата состојба на калето. Направо ќе посакам добро утро. Добро утро. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Благодарност до вашата утринска програма што врнувате внимание на една од најважните стопански гранки во развој во Македонија, тоа е туризмот. И покрај сите тешкоти, туризмот е вистинска гранка со која што треба да се гордееме. Овде сме дојдени да се обидеме да помогнеме и на градот, и на туризмот, и воопшто на граѓаните и свеста за важноста на историјата и историските споменици. Скопје е град во кој што има чудесни нешта. Например, ние сега се наоѓаме пред зидот на правдата, тоа е еднакво на зидот на плачот во Ерусалим. До нас е веднаш Музеот на современата уметност, кој е проект на Ле Корбузие и кој по своите вредности е еднаков на архитектите Клод Перо и Луи Лево што го направиле Лувар во Париз. Но да не должам, што е важно и зошто јас сакав овде да се видиме и да се сретнеме. Не е толку за мене важен фокусот кон тоа што прават институциите. Јас мислам дека во институциите има голем број луѓе што си ја сакаат работата и тие редовно, професионално доставуваат барања, укажуваат и така натаму, но тоа не е доволно. Овде, на ова возвишение, кај што среќата доаѓа сама, а не среќата сосила, за жал таа сосила работа се повеќе доаѓа, особено во последниве 5-6 години. Кога се случи шарената револуција испрати порака дека историјата не е важна и затоа ние забележуваме дека таа порака упорно ја следи оваа власт. Сега го симнува историјата, ја симнува како предмет во основното образование и така натаму. Оттаму таа порака се пренесува до вообичаените граѓани, затоа што не можат институциите сами да бранат ако целиот народ не е свесен за таа важност. Сега овде имаме една ситуација во која што беа дадени доста пари за да може сел овој комплекс да се дотера. Ве забележувате целиот ове бастион, кружна кула од времето на Јустинијан, чие име е Управда. Затоа јас го велам овој зид на правдата. Тој се наоѓа во катастрофална ситуација. Не е само овој дел од зидот што е пострадан и камењата се можеби тука, а можеби се и негде однесени. По целата должина кој зид е некаде околу 100-150 метра долг, неговата дебелина е преку 4 метри. Тој и одвенатре ископан, а постои голема можност целата средина на зидот, поради една огромна фуга, да пропадне и да се уништи. Со уништувањето, ние ја бришеме сопствената историја, што како гледате од надворешните фактори и интенција, значи намера. Ние на тоа треба логично да се спротивставиме. Но треба да се спротивставиме со една добра анализа. Таа анализа треба да започне од тоа што всушност беше шарената револуција. Затоа што кога ќе започне една таква работа и ќе започне од еден центар кој во овој момент е на власт, уривањето станува модус вивенди. И ние тоа посекако мораме да го запреме, бидејќи мислам дека и дури овие луѓе кои се на власт, сето тоа не го прават свесно. Туку сметаат дека еден слоган кој постоеше во времето кога ние бевме една заедничка држава, тој слоган гласеше напред кон посветлата иднина и заборавете го минатото.
Со заборавањето на минатото ние излегуваме надвор од цивилизациите дострели. Цивилизациите и земјите кои имаат почит кон себе и кон светската историја даваат огромни пари за зачувување на вака вредни споменици. Значи, овој споменик, овој зид е А категорија. Значи, највисока вредност во светската цивилизација овој зид. И на тоа треба на таков начин да се гледа. Бидејќи е тоа тако, треба инвестициите да се насочат тука. Зошто? Заради тоа што огромен број туристи, споредувајќи со она што се случуваше пред 10 години, кога воопшто ги немавме, доаѓаат овде и нивниот поглед се свртува и кон тоа. Ние можеме овде да им објаснуваме што е, но кога ќе видат состојбата каква е, и ние зборуваме со големи зборови и епитети за овој културен споменик, тие одеднаш се колебаат. Едно е што зборуваме, а друго е што правиме. Значи, таков фокус, јас се надевам дека оваа утринска програма ќе обрне внимание и на многу такви споменици во Скопје прво, за да ја видиме таа состојба. И треба да се свати. Градењето на спомениците, постоењето на спомениците е економска категорија, која може да придонесе во буџетот со огромни средства. Ние имаме поддршка, можете да сватите и во ваква ситуација, во вакви состојби, веќе и ковид, огромен број туристи доаѓаат. Нашите агенции ги примаат, ги угостуваат и им ги покажуваат работите. Дајте да помогнеме оваа работа да го добие својот вистински лик и да добие вистинското достоинство еднакво на начинот како им објаснуваме на луѓето што доаѓаат надвор што е Македонија. Македонија е огромна цивилизација и ние со таков респект како наследници на сите овие, зашто овие се сите наши споменици. Ова не го граделе византиците. Значи, во обичајните податоци до кои си дошла, ова е од времето на Византија. Не, вие треба да ги видите Заводот за заштита, некаде околу 1960-70 година правеше истражување на овој зид. Темелите се од Филип II, што значи почитуваниот Лилчич уште не му дошло на ред да го истражува ова, затоа што тој досега стигна до Велес. И ние сме свесни какви огромни средства се вложувани во оваа држава, која била многу важно средиште на сите цивилизации. Византија тоа е измислен поим. Постои друг термин во науката. Науката се разбира поделена како и секоја историја. Друг термин е Второ Македонско царство. Ние треба да се држиме до тој термин, бидејќи ние не го произведовме току светската наука. И оттаму ќе сватиме која е величието на се ова што го има. И знаете ли тоа колку пари чини? Еве сега ќе ви дадам пример. Во Македонија, на црн пазар, во период од 15 години се продаваат 1.000.000 артефакти. Ако ги преведеме во пари и да ставиме, на пример, дека најефтиниот артефакт е 1 евро. Нема артефакт за 1 евро. Значи над 100 си, но за полесно рачунање. Најскапиот артефакт од Македонија што е продаден мислам пред 10-15 години, или можда и повеќе, сега не сум сигурен за датумот, може да се и 20. Тоа е една амфора, направена од бронза, тешка 500 кила, висока 2 метри, целата е во релефи, прекрасно изработена, прва категорија, и спаѓа меѓу 10 најскапо продадени артефакти во светот. Ако ви ја кажам сумата, нема да верувате. Продадена е за 500 милиони долари. И сега множете милион по средна вредност 250 милиони долари, ќе видите колку пари стојат во археологија и во културно-историските споменици. Тоа вообичаено се заборава од луѓето што се на одговорни места и се фокусираат и го дефинираат споменикот и овие културни споменици во нешто што троши пари, а не носи пари. А ние веќе се уверивме, колку и да критикуваме, споменици направивме многу, но тие споменици произведоа стопанска гранка во Македонија. Тие споменици намножија хотели во кои што странци доаѓаат. И тие доаѓаат овде. Доаѓаат упорно, интензивно.
ние во овој момент по број на туристи сме подобри од Охрид. Значи, дајте, ако сакаме економија, обрнете внимание и на вакви работи. Оставете што на економски факултет се учи, пари се наоѓаат, прво ќе имаш тешка, па полутешка, па лесна, па бантам категорија индустрија и на крај ќе стигнеш до пари. И после кои ќе ти останат, ќе прави спомени. Не е така. На спомениците во светот се обрнува огромно внимание. Без нив нема цивилизација, тој народ не постои. Во овој момент власта сака да чисти споменици. Замислете тоа како да се каже, а да не биде грубо. Дај да речам, несвесно е, а да не речам дека е идиотизам. Така, може ли да ни кажете, Иве, кое е вашето мислење, што поточно се случува, Иве, со Скупската тврдина и каде може би исчезнуваат овие камења кои што се навистина премногу тешки? Тоа може би најдобро да ги прашате чуварите. Тие добро знаат. Значи, јас од разговор со нив дознавам дека да, има и јас погледав за да бидам сигурен. Има некои од овие камења тешки по 1 тон. Значи, не е тоа едноставно да ги земеш, но овде некои информации кажуваат дека, како и на други места, сега да не должам во емисија, тие камења се користат после во приватни потреби. Значи, се кршат камењата и од таму кај што ви покажав дека ќе падне кулата, долу, значи, оваа кула има ниво. Има место за збег. И има една, се вика Ќерка порта. Како што се викала во Константинопол, тоа е порта низ која што, ако е во тврдината е обсадена и така натаму, можеш и да избегаш. И тоа е некаде околу 10 метра долу. И од тука постои пристап. Значи, од овде ти можеш каменот да го скршиш, да ги пуштиш камењата и од таму ќе го однесат. Значи, таква работа овде се случува, тоа е консултација, јас сум скоро секој ден овде. И ги знам тие работи. Натаму, одржувањето на овој простор во кој што ние доаѓаме, па раскажуваме. Ова е од периодот на отоманското владење, ова е од периодот на средниот век, ова е од периодот на крајот на 19 век и се раскажуваме. Раскажуваме прекрасен споменик за ослободувањето на Скопје, каде што е една жена која фактички, кога веќе фашизмот е паднат и освоен градот, таа е првата што го фаќа кукастиот крст и го става нашето знаме. Таа е овде од архитекторот, од скулпторот Јордан Грабов, овековечена. Прекрасна скулптура во тоа време праена со ефтин материјал, меѓутоа извонредно уметничко дело. Значи, овде има приказ на цел ден да шетате туристи. Само треба да си го знаете собственото минато. Кај нас има, градот е волшебен, срцето на Сулеман Величествениот е во Скопје. Се тоа, кога ти му го кажеш на некој кој сепак е подготвен доаѓа, тој ќе се воодушеви. Значи, кај нас има многу работи кои ќе го дигнат угостителството. Не знам кои ни ќе работат за тоа. И таквите тури веќе се прават. Има една тура food by food, or food by food, по која што тие шетаат и пробаат македонски специјалитети. Значи, туристичките агенции се креативни и многу работи имаат направено. Имате прошетки што се прават во околината на Скопје, кај што има извонредни знаци за континуитет на Македонија со доказ. Значи, можете на човек кој ништо не разбира да му докажете дека во континуитет овде немало преселби, а постои само еден народ кој постојано, ако му го урнат, тој упорно го прави. Тоа е карактеристика на цивилизиран народ. Значи, македонците се цивилизиран народ и одбраната ја прават на ваков начин. Сега, ние можеме да одиме што е вообичаено кај ваквите емисии, ќе одите кај директорката на Заводот за заштита, па ќе ја прашате, па таа ќе ви каже, па ќе се оправдува, не. И на тие луѓе во Заводот треба да им се врати достоинството. А тоа еднаш се направи. Значи, ова беше прекрасно уредено до пред 5-6 години. Со намера уште нешто да се направи големи искупувања. Се доврши зидината. И сега тоа е еден комплекс кога ќе дојдат странци се воодушевуваат. Ние имаме, дали можете да разберете, јас не знам друга земја, 1000 тврдини на 25.000 километри квадратни. Што значи на 25 километри
има по една тврдина. Тоа го нема на друго место. Знаете зашто? Затоа што тоа е многу важно. Затоа треба да се чува. Па овде паѓале крстоносците и е губеле битката, па морале да подпишат пакт. Че многу работи овде стојат и постојат. Треба да се посветува внимание. Затоа изразувам почит спрема Алфа телевизија што се согласи да направиме цела една серија за вакви работи, да покажеме вредност и да покажеме зошто има негрижа. Негрижата доаѓа од шарената револуција. Шарената револуција имаше намера да ја очисти македонската цивилизација и тоа го покажа, заради тоа што почна да ги блати спомениците и млади луѓе се нагрдија себе си во душата, блатејќи го собственото минато, своите мајки, татковци и така натаму. И неверојатно тоа упорно продолжува. Jer има споменици што се исчезнати по не знам какви причини, никој не знае. Има споменик на конј што исчезна пред Министерството за надворешни работи. Нема муабет за тоа. Табли се вадени, бронзени, да не се знае кој е. Не е јасна потребата, значи ја себе не можам да се објаснам, има градоначалник, јас знам дека тој градоначалник не е Бразова, за да може тоа да го свати. Но ева една порака, да излеземе да разговараме. Тој толку жестоко сака да урива. Тој е чудо, нешто, нема таков градоначалник на светот. Сваѓате, излегуваме смешни пред цел свет. И јас кога објаснувам некому дека овде сака некој да го урни споменикот на Александар, па сите се чудат што ќе рече. Не сваќаат зошто. Споменик на Александар, врвна историска личност без која не може да се напише ни една историја, овде треба да се урне, а на 30 места во светот може да има. Не го разбираат. Вангел, навистина ви се заблагодарувам за овие истрпни информации кои што ги споделивте заедно со гледачите на утринската на Алфа телевизија. Навистина загрижувачка е овде состојбата на Скопското кале, да се надеваме дека што поскоро надлежните и оние кои што се грижат за оваа тврдина која што е навистина од големо историско значење за македонската историја, дека наскоро ќе превземат нешто и сепак нели ќе се доведе во она ситуација во која што беше пред неколку години. Ивана, благодарам до тебе и се разбира до гостинот, а утре и вие, почитувани, ќе си го кажете вашето размислување за сето ова што имавте можност да го слушнете. За крај од Добро утро секое утро ќе ве прошетаме во Лесновскиот манастир, исто така наше исконско богатство кое нуди духовна храна, но и сенка во летните денови. Ви посакувам да имате убав ден, останете со Алфа телевизија, довидување од мене. На југозападните планини на планината Осогово на надморска височина од околу 870 метри, 15 на километри од Пробиштип, на старото вулканско подрачје е распослано селото Лесново, далеку познато по манастирот посветен на Свети Гаврил Лесновски и по црквата посветена на Свети Архангел Михаел, комплекс попознат како Лесновски манастир. Доколку не сте го посетиле досега, овие летни денови се вистински предизвик да најдете сенка во оваа дестинација. Манастирот е познат по старите иконостаси и фрески, а во манастирот престојуваат и монаси кои сушност се грижат за безпрекорно уредениот двор на комплексот. Во суверницата ќе пронајдете вистински уметнички дела од икони, а по разгледувањето на манастирскиот комплекс ви предлагаме да не ја испуштите приликата за дегустација на традиционална македонска храна во околните ресторани. Важно е да знаете дека надвор од манастирот, кој е затворен со порта, има прекрасна природа и место опремено со клупи, каде може да одморите и да вдишите од чистиот воздух кој го нуди овој регион. Манастирот Свети Гаврил Лесновски е еден од најзначајните и најубавите средновековни и сакрални споменици на културата не само во земјава, туку и во регионот.